Мерките за раст на работничките плати денес промовирани во Кочани. Пред кочанските бизнисмени за нив зборуваше лично министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. А тоа е таа мерка која што 30% субвенционира пораст на плата во трудоинтензивни гранки до максимум 1200 денари од покачената плата. Разликата се прави помеѓу платите октомври до декември 2017 година со исплатената плата во јули месец. Оваа мерка е сега активна. Компаниите ги повикувам да аплицираат и да може да добијат стимулација на растот на плата. Овие мерки треба да овозможат стимул за подобрите работници, но и нивно задржување во постојните компании. Во нашата компанија сега над 20% од работниците ја имаат оваа плата од 18 и повеќе илјади денари, меѓутоа ќе направиме согледување во компанијата за да можеме да ја покачиме и на други работници, како што рече и министерката, на оние кои што се подобри работници, кои што се профитабилни, кои што носат профит повеќе на организацијата и да не имаме уравниловка, него да бидат стимулирани. Поголеми плати за работниците значи и побогати општини, што е секако една од главните тенденции на секоја локална власт. Како и секоја мерка, веројатно оваа мерка ќе допринесе, како што рече и сопственикот на компанијата, да овие работени кои што ги имат овде да се задржат и со цел да и се овозможи една попристојна плата, бидејќи овие мерки навистина овозможуваат и посолидна плата да се исплатува. Мерките за раст на работничките плати во трудоинтензивните гранки доаѓаат по покачувањето на минималната плата на 12.000 денари и реакциите на работодавачите дека со обврската да ја исплатат истата не се во можност да ги покачат платите на подобрите работници. По серија преговори и негодувања владата одлучи да исплаќа 30% од бруто платата. Парите ќе ги добива работодавачот дури откако ќе ја исплати зголемената плата за да се спречат злоупотреби. Поддршката ќе се исплаќа за плати до 18.000 денари, ја ќе се однесува на околу 15.000 компании со околу 50.000 работници.